Доколку владата е во можност да обезбеди дополнителна финансиска помош на локалните и регионалните медиуми за покривање на трошоците за надоместок на дозволата за емитување во 2022 година во висина од 50%, агенцијата да даде поддршка да се започне јавна дебата во врска со барањето за формирање фонд за медиуми, се дел од заклучоците од денешната седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, донесени едногласно од членовите на Советот. Точка 2. Исто за владата. Доколку владата е во можност да обезбеди покривање на трошоците за пренос на регионалните телевизии кои емитуваат програма преку DVB-T, како и покривање на трошоците на сите телевизии кои емитуваат преку оператор на јавна електронска комуникацијска мрежа и за тоа плаќаат надоместок. И последниот предлог со малата корекција од колегата Фидановски, агенција да даде поддршка да се започне со јавна дебата во врска со барањето за формирање фонд за медиуми со кои би се субвенционирале програмски содржини и истражувачки приказни од регионална и локална тематика заради развој на програмската понуда и стимулирање на демократскиот плурализам во општеството. Трајчевски ја посочи тешката финансиска состојба на локалните и регионалните електронски медиуми настаната како резултат на ковид пандемијата и енергетската криза. Тој потенцираше дека со самиот почеток на ковид кризата, агенцијата за двете претходни години 2019 и 2020 година им ги вратила во целост средствата што ги уплатиле на сметката на агенцијата за дозволите за телевизиските и радиоемитувања, не само на локалните и регионалните, туку и на националните медиуми. Минатата година тој надоместок владата го префрли на сметката на агенцијата и агенцијата формално правно ги ослободи од плаќање за 2021 година. За 2022 година Советот во рамките на финансиските можности на агенцијата донесе најпрвен заклучок, а со усвојување во ноември месец, а најпотоа со усвојување на финансискиот план за 2022 година во декември месец и одлука за донација со која што ги ослободи 50% од плаќање на доместокот за радио и телевизиски емитување сите медиуми во Република Македонија, вклучително и 50% од ДДВ-то кое што го уплаќаат на сметка на агенцијата, потоа агенцијата го плаќа на управата за јавни приходи. Во периодот кога Советот ја носеше оваа одлука и се разговараше на оваа тема, имаше комуникација и со владата за Република Македонија и од владата постоја позитивни сигнали дека остатокот од 50% ќе биде надополнет од страна на владата. Од агенцијата сметаа дека владата треба да одговори позитивно на дел од барањата на Сдруженијето Медиум Објектив. Со оглед на тоа дека има се во тешка економска состојба, почнаа пред 2 недели да и со прекин на програмата, со цел да го привлечат вниманието на јавноста, имајќи го во предвид значењето на локалните регионалните медиуми за локалните заедници, сметам дека е принципиелно да го поддржиме ова барање и владата доколку има финансиски средства, ние не можеме да кажеме дали има или нема, тие најдобро знаат со какви финансиски средства располагаат, да им излезе во пресред, па дури и со можност ако не може тие 50%, дел од тоа да им го покрие. Сакам да искажам принципиална поддршка на барањето од регионалните, локалните радиодифузери. Сметам дека во ситуација во која што тие се наоѓаат, особено како почна ковид пандемијата некаде, сега мултиплицирано, како што кажа и господинот Трајчевски, со економската криза пред се предизвикана од војната во Украина, која што е во глобални рамки, дополнително им е усложнува и онака комплицираната ситуација во која што се наоѓаат. Ние како регулатор многу пати сме дискутирали, јас секогаш сум се држал до ставот дека како регулаторно тело, освен што нели го спроведуваме законот, имаме обврска да создаваме што е можно поповолен амбиент за работата на медиумите. 50% добиваат од старт. Јас искрено ги охрабрувам радиодифузерите да продолжат и да интензивираат дискусијата со извршната власт во насока на убедување што е можно поскоро да добијат и поголем процент или ако е можно и 100% ослободување од оваа такса. Верувам дека од идната година, веќе 2023 кога станува збор, ќе бидат во можност, се надевам искрено да не бидат во ситуација да бараат донации, нели, дека ќе можат да
да функционираат на оној начин кој што ќе им овозможи порентабилно работење. Што се однесува до споменатиот фонд за медиуми, принципиелно секогаш сум давал поддршка за негово функционирање. Има модели во светот кои што функционираат и кои што може да обезбедат објективно, реално и пред се наменска распределба на средства за медиумите кои што ќе им помогнат или ќе ги стимулираат за да создаваат поквалитетна програмска содржина или истражувачки истории кои што се неопходни за степенот на демократичност на секое општество. Локалните и регионалните медиуми незадоволството и игнорантскиот однос на владата кон нивните барања изминативе 2 седмици го изразија преку протест во 2 стадиума. Првите 15 дена со гаснење на програмата со траење од 30 минути во прайм тајм термините секој ден, а од минатиот четврток со гаснење на програмата во траење од 1 час секој ден и престанување на следење на сите активности на челниците на локалната самоуправа и јавните претпријатија во информативните блокови, како и повлекување на новинарските екипи од пресконференциите.